Здраво и добре дојде на уште една епизода од Ask Јосиф. Каналите за комуникација, доколку сакаш да ми поставиш прашање, можеш да ги направиш на било кој начин. Сакаш пиши ми на Инстаграм во приватна порака, во Фејсбук во приватна порака, сакаш јавно постави го прашањето со хаштаг Ask Јосиф, или стави во коментар во некоја можеби од епизодите или содржините кои што јас ги објавувам. И секако следиме, сакам интеракција, направи сабскрајб и на YouTube, има многу содржини кои што можеби веќе ќе ти одговорат на одредени прашања. За денеска имам прашање од Теодора Солздановска, која вели дали инстант пирето е добра замена за стандардното пире и добра опција за ручек. Теодора, ако го гледаме како е направено инстант пирето, она што се моите знаења за како се прави е дека и не прави нешто голема разлика од тоа дали ќе биде инстант или ќе биде стандардно направено пире, затоа што колку што јас знам, мислам дека производителите на инстант пире прават практично пире во своите фабрики, подоцна тоа го дехидрираат и го сипнат и така се создаваат тие снегулки, но не сум сигурен за тоа што се додава како хемија, што можеби ќе го загрози составот на пирето и што можеби е непотребно да го внесеш во телото. Ако мене ме прашуваш, јас стварно години наназад не памтам кога последен пат сум правил инстант пире. Секојаш компир ако јадам у стандардната, мислам го купувам стандардно како компир, но искрено мојот мозок оди натаму дека е подобро да не биде инстант, но во секој случај тоа не е ни реален факт, затоа што пак ќе речам можеби се додава само нешто сол, можеби нема некои конзерванси, адитиви, хемии кои што дополнително се додаваат, но за тоа сама ќе треба да си прочиташ. Јас го знам процесот до тука, како се прави инстант пирето, понатаму не би знаел да точно да кажам што има друго, и ако не ми спречува ништо, ако не заборавам да погледнам и на етикета во некое инстант пире, но ја би одел и понатаму со стандардното пире.